Време и за она што го најавивме, споредба со излезноста до 11 часот за излезност на овие втор круг од локалните избори. Споредбата ја правиме со излезноста од првиот круг. Започнуваме со скопските општини. Прва е општина Аеродром. Во првиот круг излезноста била 9,39%, во вториот круг речиси иста, односно идентична излезност во оваа општина. Втора е општината Бутел, каде што градоначалник беше избран во првиот круг од изборите и може да забележите дека денеска е помала излезност, ако може да заклучиме или предпоставиме дека некако нема желба кај гласачите да отидат до избирачките места, особено во еден ваков сончев ден. Трета општина од скопските Кисела Вода, во првиот круг 10,6, изненадувачки е што таму е избран градоначалник во првиот круг, сега се гласа само на едно избирачко ливче за избор на градоначалник на град Скопје и имаме минимално речиси идентична состојба со првиот круг. Во Шуто Оризари се гласа исто за се гласа за избор на градоначалник, но се гласа и на 3 избирачки места за избор на советници, бидејќи освоените гласови би можеле да значат разлика во мандат во идниот совет. 6,39% во првиот круг, 5,93% во вториот круг до 11 часот. Следна општина е Газибаба, имаме намалување на трендот на излезност во вториот круг, 9,26 во прв, 7,62 до 11 часот го искористиле своето право на глас во оваа општина. Општина Чаир, каде исто така избран градоначалник во првиот круг, 9,42 била излезноста до 11 часот во првиот круг. Денес имаме значително голема разлика од 2,67, каде што треба жителите на Чаир да гласаат само за избор на градоначалник на градот Скопје. Ѓорче Петров 9,19 со 8% сега, речиси 1% разлика за разлика од првиот круг. Продолжуваме со општина Карпош, од каде што ја слушнавме и колешката Александра Филиповска. Од самиот извештај можеше да заклучиме дека има зголемена излезност до 11 часот, бидејќи во првиот круг до 11 часот гласале 9,87% од вкупниот број избирачи запишани на избирачкиот список. Денес имаме 10,9%, што би значило дека имаме зголемување на излезноста во општина Карпош. Следна општина е Сарај, општината во која што имаме најголема разлика во однос на првиот и вториот круг. Повторно имаме слична состојба како и во Чаир. Голема разлика бидејќи веќе е избран градоначалник во општината. Сега се гласа само за градот Скопје. 9,13 гласале проценти до 11 часот во првиот круг, 1,86% само од гласачите го искористиле своето право на глас. Продолжуваме со Центар, каде што се гласа и треба да се избере градоначалник, 9,98, 10,24, некои 30 проценти само е разликата од прв и втор круг. Продолжуваме сега со општини низ државата, кои што се поголеми и значајни. Општина Струга имаме еден тренд каде што покажува зголемен број на излезност во вториот круг, 9,16 со 8% во првиот круг. Продолжуваме понатаму со општина Тетово, исто така регистрираме зголемена излезност во вториот круг од нешто повеќе од 3%. Следна општина е Куманово, каде што имаме пад во излезноста, 7,57 била во првиот круг, сега имаме 6,42 до 11 часот. Општина која што следиме со особено внимание, тоа е општина Кочани. Забележуваме минимална предност во вториот круг во однос на излезноста, 9,99%, речиси 10% излезноста до 11 часот. Продолжуваме со Кичево, општината во која што има пак најголем позитивен тренд во однос на зголемување на излезноста во вториот круг. Во првиот круг речиси 12% го искористиле своето право на глас до 11 часот, сега тој процент е речиси 16. Имаме зголемување во однос на овие бројки. Следниот пресек Државната изборна комисија го прави во 13 часот, а ние споредбата ќе ја направиме следна во вестите веќе во 17 часот, заедно со Љубиша Цветковски.